Короната успеа да го забави светот и да ги одложи сите оние работи во кои што уживаше модерното општество. Но вчерашни наоѓа начини да ви ги замени. Например, одењето во кино го заменивме со прераскажување на филмови, а прераскажуваме и книги. Да видиме со што ќе ви го замениме спортот. Дечки, пошто нема ги овој другиот взема одмор што е од спортска редакција и морам од се спорт да кажам нема денеска ви раскажувам нешто од култура или нема везе. Што беше мојот? За мене најбољи утакмица, знаеш и која е? Што сум ја гледал, значи без врски да се фаќаат без ништо. Македонија, Литванија, у Литванија кога си играш. Сега зашо ми е најбоља? Како не ми е најбоља, човече? Марин докторот ги седна на клупа вика слушај, ти Борчек играде прва Петор Ком, Борче Перо, Илиевски таму уште неколку ги седно слушај вика ќе ги тепаме ја Стојановски, нема врска и добро, ајде почне утакмица, све лај, најнаш настанува газење. Абе настанува газење, тука се додаа лопти на сите страни, не иде горе резултатов многу. Али се борат нашие као лаво и нема вези, еве ти го Перо Антич, Сокол из Атланте се мести, тап ту, пике рол, тука му тројка кош. Перо него стил ме разбира, пак тројка, пак кош. И Перо почеа да гај, мислам да беше Обрадович кој седеше на клупа, не може што го тројка шутира центар, или нема везе. И Перо почеа да газиме тука од сите страни и да промашал, нема везе. И го гледа тој му вика слушај лични напад правиш многу, абе како право вика со браната страшенци и језда со тетоваже личиш на келнер од Малта, али нема везе. И што се дешава тука? Почињаат они да стискаат, зима од овие браќа Стојановски близнаци, почињаат да ги чуваат, они не се додушат добри напади, под кош не може кош да даде, нема везе, одбрана многу страшни. Зашто? Зашто и литванци си мислат дека еден човек чува по двајца, вика не е можно ова. И нема везе туку цела дефанзива, у битниот окрче што се дешава, значи упаѓа Чековски тука заедно со Гечевски, они стара школа, нема више пензионери, му вика слушај за нас навијат пензионери, дај да ги решиме овие. Тату под кош почеа Гечевски исто пуца тројки, од 30 тројки шутат и 5 ги да. Гечевски под кош никој не може фаќа кош цело време се врти лево десно плюс Шишан. Заебан до крај ме, разбираш, гори утакмица. И најнаш Мари вика мора да спирам да ги одмора, нив го става Самарџички пред да го стави, му вика слушај, најбитно ти е да знаеш само кошот кај ти секако од нигде не даваш кош, али нема везе, ова ти е најако нешто кариера, и вика фала ти многу докторе, и зего е на терен и он само бидува таму, нема везе да ги одмори другие. И после влага тука Лестер Боме Келеп, овој што е од Свети Николи, и седно докторот му вика, слушај ти знаеш како тоа вашето црнечкото Свети Николе, као баскет влези само коше и дај. И овој само тоа прешо, не знае да игра кош, не дода он влага, двочег кош. И нема тука што се дешава и доаѓа резултатот на крај, овие не водат. 65-64 стискаат тука, Трпевски пијан камен, више се дереме, сите урламе дома, не знаеме што се дешава. И го седној докторот му вика, Владо, ти си дете од Струмица, ги знаеш работите како треба да идат, молим те да дадеш коша, вика, немам многу искуство сем, 12 години што играв овдека со Тањевич у Барселона, бе му вика, ако знаеш као на тренинг, ти ги знаеш, ти одос дола ги пуцаш, и му изведува да од дривни лево десно, од пола тренинга зима Владо, тој шут од дрибарски од тука так, барц, 67-65. Леле, што направивме? Абе, урла цела земја вака хаос се дешава. Абе, и се деша. Нашие пијат таму лом, литванките сите ден да ги памтат тие момците што навијат таму. Хаос бе, што е хаос? Пичке мајче беше таму влада, зима вика дај платете им авионски карти, дојдат тука луѓето за 4-то место бе. Стојановски Зицер пробаше доле, сите му простивме бе. И вие не може 3 сата дома да седите бе. Па е утакмица само еден гледано 30 пати дур 7 дома бе. Срамо да изгинаат дечки за сонце од таму, вие вага се понашате.